Од понеделник влегуваат во собраниска процедура измените на Законот за земјоделие и рурален развој, кои ја вклучуваат и мерката зелена поевтина нафта за земјоделците. Тоа ќе се имплементира, како што го наведовме во законот, преку нови зелени карти кои што ќе ги добијат земјоделците и на кои што ќе имат средства кои што ќе ги користат за поевтина земјоделска механизација. Со тоа драстично ќе бидат намалени во наредниот период производствените трошоци на земјоделците. Мерката е дел од напорите на Министерството за улеснување на земјоделското производство и подобрување на стандардот на земјоделецот. Според Николовски, последните 10 месеци работа на институциите од областа на земјоделието резултирале со зголемување на платите во овој сектор за 12,75%. Ова се најнови податоци од денес од Министерството за финансии кои што покажуваат дека платата во овој сектор просечна во минатиот месец јануари 2017 година било 16.700 денари, во истиот месец оваа година тоа е 18.800 денари. Николовски од Штип истакна дека субвенциите на земјоделците се исплаќаат на време, а во моментов се работи на завршување на процесот за исплата на штетите од пролетните мразеви, за кои на ниво на држава има поднесено 16.000 барања. Никој не може да финансиски да процени колку е штетата, затоа што има по наши проценки има оштетување од 50 до 100% има оштетување. Тоа комисиите поминаа, ја проценета штетата и сега земјоделците очекуваат да видиме изразено во пари како ќе биде тоа прерачуно и финансиски колку ќе бидат тие штети. Ова и многу други тековни прашања и проблеми денес земјоделците лично му ги кажаа на министерот Николовски при средбата во Штип.